Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова учествува на 7-миот самит на Европската политичка заедница во Копенхаген, Данска. Вчера имала прием во Кралската палата Амалиенборг, организиран од кралот Фредерик X и кралицата Мери Елизабет. На приемот разговарала со неколку светски лидери, меѓу нив председателот на Франција Емануел Макрон, британскиот премиер Кир Стармер, бугарскиот премиер Росен Желјасков, како и премиерите и председателите на Литванија, Финска и Малта. Таа оцени дека настанот бил ветувачки почеток во пријателска атмосфера и дека ќе ги изложи македонските позиции на следните панели. На панелот Безбедност и отпорност, традиционални и нови закани, кои ќе го водат Макрон и албанскиот премиер Еди Рама, таа ќе настапи и ќе зборува за теми како војната во Украина и зајакнувањето на безбедноста во Европа. Во Советот на Европа во Страсбург се водеше дебата дали Бугарија, по 25 години, треба да излезе од постмониторинг процесот за човекови права и владење на правото. Пратеничката Марија Петрушевска од владеачката партија во земјата од каде што доаѓа, настапи на седницата и, цитирајќи стихови од Петре Мито Андреевски, порача дека македонското малцинство секогаш ќе се бори за своите права. Таа нагласи дека Бугарија не ги спроведува пресудите на Европскиот суд за човекови права. Има околу 90 такви случаи, од кои 1/3 се постари од 10 години. Петрушевска истакна дека македонците во Бугарија не се вклучени во малцински програми, не добиваат поддршка, не можат да регистрираат здруженија и им е оневозможено изучување на јазикот и културата. Особено го посочи случајот со здруженијето Илинден, кое Софија не го регистрира веќе 18 години. И покрај укажувањата на корепортерот за сериозни проблеми, со мнозинство беше изгласано крај на постмониторингот врз Бугарија, со обврска таа да продолжи да работи на решавање на нерешените прашања. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини воведе системски пристап за заштита на државата во сите судски постапки и за првпат активно покренува тужби за наплата на долгови. Министерката Сања Божиновска изјави дека во минатото државата била оставена без адекватна правна заштита, што довело до огромни ризици по буџетот. По преземањето на 6 судски предмети во вредност од над 421 милион денари, Министерството успеа да одбие 2 тужби од 315 милиони и да ја намали вкупната изложеност на 106 милиони денари. Истовремено, покренати се 17 нови постапки против должници во вредност од 32,8 милиони денари, од кои дел веќе завршиле позитивно за државата. Министерството нагласува дека целта е да се заштитат буџетските средства, да се стави ред во правните процеси и да се обезбеди одговорна заштита на интересите на граѓаните. Министерството за внатрешни работи на својата интернет страница постави линк до регистарот на напади врз новинари што го води Сдруженијето на новинарите на Македонија, каде се објавуваат случаи со детали за нападите и постапките. Министерството нагласува дека безбедноста на новинарите е врвен приоритет и истакнува дека контакточката за новинарски случаи придонесува за побрзо решавање. Во тек е формирање на Национален комитет за заштита на новинари, кој ќе изработи акциски план во рамки на кампањата на Советот на Европа. Министерството за внатрешни работи додава дека координацијата со обвинителството и новинарските организации е висока и ќе се унапредува, а апелира до новинарите веднаш да пријавуваат напади и притисоци за институциите да реагираат. 79 годишен жител на Велес ќе биде првиот во Македонија кој ќе ја издржува казната со електронска алка. Тој е осуден на 3 месеци куќен затвор за полово вознемирување, а по одбивање на неговото барање за одложување, ќе му биде изготвена програма и поставена опремата за надзор. Ова е прва практична примена на алките, воведени за да се намали бројот на затвореници во пренатрупаните установи. Законот ги дозволува за постари и изнемоштени лица, бремени жени, мајки со мали деца и лица со тешки болести или инвалидитет. Системот алармира ако осуденикот го напушти дозволениот периметар или ја отстрани опремата, а полицијата веднаш се вклучува. Освен безбедносен аспект, алките носат и финансиска корист, бидејќи државата троши над 2000 денари дневно за еден затвореник. Германија се соочува со недостиг од медицински кадар и планира побрзо и полесно вработување на странски работници. Владата го усвои предлог законот на Министерката за здравство Нина Варкен, кој предвидува забрзано и дигитализирано признавање на странски дипломи за лекари, стоматолози, фармацевти и акушерки. Законот треба да биде одобрен и во парламентот. Варкен нагласи дека земјата мора да обезбеди квалификувани експерти од странство, но без компромиси на квалитетот и безбедноста на пациентите. Во Германија веќе работат над 68.000 лекари со странско државјанство, рекорден број кој е за 6,8% повисок од 2023 година. Во последната деценија бројот на странски лекари повеќе од двојно се зголемил, а денес над 15% од сите лекари во земјата имаат странски пасош. Утрово повеќе училишта во Пријеполе, Врање и Нови Пазар добиле дојави за бомби преку електронска пошта. Учениците биле евакуирани, а полицијата веднаш излегла на терен и спроведува истрага.
Поради силна бура, сите училишта и градинки на островот Закинтос денес беа затворени. Лошото време зафати и други делови на Западна Грција, а на крв пожарникари спасуваа британско семејство чиишто автомобил заглавил во кал. Силниот земјотрес со јачина од 6,9 степени што го погоди централниот дел на Филипините однесе најмалку 72 животи. Властите соопштија дека потрагата по исчезнатите е завршена, а сега фокусот е на згрижување на повредените и обезбедување помош за луѓето кои останаа без дом. Повредени се 294 лица, додека околу 20.000 мораа да ги напуштат своите куќи. Во северниот дел на Себу речиси 600 домови се целосно уништени, оставајќи многу семејства без покрив над главата. Земјотресот предизвика и стотици последователни потреси, што дополнително ја влошува состојбата. Регионалната канцеларија за цивилна одбрана проценува дека над 110.000 луѓе ќе имаат потреба од итна помош и поддршка за обнова на домовите и нормализирање на животот. На Попова шапка утринава падна првиот снег, потврден од камерите на Sky Македонија. Според управата за хидрометеоролошки работи, утрото беше многу студено, најниски 4 степени во Крушево, а најтопло 10 во Струмица. Во последните 24 часа најмногу врнежи имало во Ѓуриште со 19 литри. Денес времето ќе биде облачно и студено со пороен дожд, а на планините снег. Ќе дува силен северен ветер, а температурите ќе се движат од 6 до 13 степени, во Скопје до 10.